Клеветата е најширокиот опсег на омразата и злото и најболната рана за оној кој што ја трпи. Клеветата представува одбранбено оружје на инфериорноста, бидејќи не може да си ја покрие голотијат и ништожност, се обидува да ги оцрни оние кои што се наоѓаат на повозвишено рамниште, за да се оправда како што си мисли. Бидејќи е лажна и неправедна закана, представува најтешка рана за оној кој што ја поднесува. Праведно, пророкот Давид, обраќајќи се кон Бога, велеше: избави ме од клеветата човечка и ќе ги чувам твоите заповеди. Непријателот, ѓаволот ги познава суровоста и скрпта што ги предизвикува ова зло и го користи против неговите силни противници. Неговата цел е да потклекне нивната издржливост. Неа ја предизвика и кај нашиот Господ преку фарисеите. Клеветата, според лошотијата и лукавоста, го завзема првото место во каталогот на злобата, кој има пак и првото место во каталогот на достоинственоста и доблесниот живот. Наградата за неа го надминува нивото на сеопфатниот труд во подвизите. Само благодатта и покровот на благодоличната љубов можат да го издржат овој товар на неправедното клеветење. Верниот нека го има за углед нашиот Господ, кој што им простуваше на ѓаволоподобните клеветници: Оче, прости им, оти не знаат што прават. Оние кои што го подигнале овој најтежок крст, го здобиле и достојното блаженство. Блажени сте кога ве срамотат и прогонуваат и лажејки говорат против вас секакви лукави зборови заради мене. Како носители и припадници на љубовта, ја прифаќаме и поднесуваме оваа ѓаволска рана, имајќи го за пример нашиот Господ, и поимаме дека голема е платата ваша на небесата.